Почитувани гледачи, драги пријатели, браќа и сестри. Ја гледате 11-та и предпоследна емисија од серијалот на емисија Евангелска вистина под наслов Откуп преку крст. Во оваа емисија Отец ќе обработуваме еден многу тежок настан од Евангелието, не само по својата природа, но и по својата важност. И овој настан е всушност распнувањето Исусова. Предходно ја обработувавме темата на преображението, имавме тајната вечера. И овој настан се случува токму после тајната вечера. И после една таква кулминација, да речем, духовна, следува овој трагичен и страшен настан, каде што оној кој е идеал, кој е највисок од идеал за тоа што е добро и што е вистина, завршува распнат на крст. Па би те замолил еден краток вовед за овој настан. Така, значи, убаво кажа, ние се наоѓаме во предпоследната емисија од овој серијал наш Евангелска вистина. Денешната тема е Откуп преку крст. Ќе се концентрираме на оние сведоштва од свети книги на Новиот Завет, кои ни говорат за триумфот, всушност, за смислата на доаѓањето на Месијата во овој свет, а тоа е откупот, односно откупителната жртва, или по-конкретно кажано, победата или разобличувањето на најсуштинските непријатели на целото човештво и на светот, а тоа се сатаната, злото, гревот и смртта. Христос на крстот ја разреши за многумина неразрешливата мистерија на злото. Христос го разобличи злото, ја разоткри природата и позадината на злото и неговата пројава, од каде извира, каде делува, како делува и на кој начин всушност делува овој свет. И освен што го разобличи, го победи злото, тој ни покаже и ни докажа со што се победува злото и со што само може да се победи злото, тоа е само со жртвата, со само предавањето кое е исполнето со љубов. И навистина овој настан, страдањето на крстот, како што ти кажа, има своја тежина, има своја болка, тешкотија и еве ние кога ја подготвувавме оваа емисија, значи ни беше навистина потребно многу време да најдеме вистински начин како на нашите гледачи да им го доближиме овој настан. Значи не само онака низ оние нешта што тие ги знаат за распнувањето, предавството на Петар, одењето кај Пилат и така натаму, ова предавството од лидерите еврејски, така. Тоа е една драматургија што се случува околу настанот, но суштината на настанот е директен судир меѓу апсолутното зло, односно меѓу животот, таков како што тој е, и злото, и она што злото го нуди како под наводници живот, односно отровот што го труе вистинскиот живот и ни го одзема животот, и со тоа ни се наметнува како живот. Страшната лага на сатаната. Значи тој директен судир помеѓу апсолутното добро и апсолутниот живот со злото, со лагата, со смртта. Така. Ке ни треба една слика за целиот овој настан, затоа како и секогаш одиме со текстот, а потоа продолжуваме со дискусијата. Тогаш влезе Пилат во судницата, па го повика Исуса и му рече: "Ти ли си царот јудејски?" Исус му одговори: "Сам ли го зборуваш тоа или други ти кажаа за мене?" Пилат одговори: "Та јас јудеец ли сум? Твојот народ и првосвештениците те предадоа на мене. Што си направил?" Исус одговори: "Моето царство не е од овој свет. Ако беше царството моје од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле, за да не им бидам предаден на јудејците, но моето царство сега не е од овде." А Пилат му рече: "Ти пак цар ли си?" Исус одговори: "Ти велиш дека сум цар. Јас за тоа се родив и за тоа дојдов на светот, за да сведочам за вистината. Секој кој од вистината го слуша гласот мој." Пилат го праша: "Што е тоа вистина?" И ова, како го рече, излезе повторно при јудејците и им рече:
Јас не наоѓам никаква вина во него. Но при вас е обичај да ви пуштам по еден за Пасха. Сакате ли да ви го пуштам царот јудејски? И пак повикаа сите велејќи, не овој, а Варава. Варава пак беше разбойник. Тогаш Пилат го фати Исуса и го бичува. И војниците, кога сплетоа венец од трње, му го гладоа на главата и му облекоа багреница. И велеа, радувај се, царе јудејски, и го удираа по образите. Пилат пак излезе надвор со трнов венец и багреница и им рече, еве ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. Тогаш излезе Исус надвор со трнов венец и багреница и им рече Пилат, еве го човекот. А кога го видоа првосвештениците и слугите, завикаа и рекоа, распни го. Пилат им рече, земете го вие и распнете го, оти јас не наоѓам никаква вина во него. Јудејците му одговорија, ние имаме закон и според нашиот закон тој треба да умре, зашто сам се направи син Божи. Кога го чу Пилат овој збор, уште повеќе се уплаши. И пак влезе во преторијата и му рече на Исуса, од каде си ти? Но Исус не му даде одговор. Пилат му рече, ти мене ли не ми одговараш? А знаеш ли дека имам власт да те распнам и власт имам да те пуштам? Исус одговори, да не би имал никаква власт над мене ако не ти беше дадено од озгора. Затоа поголем грев има оној што ме предаде на тебе. Тогаш Пилат гледаше да го пушти, но јудејците пак викаа, зборувајќи, ако го пуштиш него, ти не си пријател на Цезарот. Секој што се прави цар, противник му е на Цезарот. Штом го чу овој збор, Пилат го изведе Исуса надвор и седна на судскиот стол, на местото што се вика Литострон, а по еврејски Галата. Тогаш беше петок пред Пасха околу 6 час. И им рече Пилат на јудејците, еве го вашиот цар. Но тие викаа, земи, распни го. Пилат им рече, царот ваш ли да го распнам? Првосвештениците одговорија, ние немаме цар, освен Цезарот. И тогаш им го предаде за да биде распнат. И го зедоа Исуса и го поведоа. И носејќи го својот крст, тој излезе на местото што се вика Лобно, а по еврејски Голгота. Таму го распнаа, а со него двајца други од едната и од другата страна, а насреде Исуса. Пилат пак напише и надпис и го кладе на крстот, а беше напишано Исус, Назареецот, цар јудејски. Овој надпис го читаа мнозина од јудејците, бидејќи местото каде што беше распнат Исус беше блиску до градот, а беше напишано на еврејски, грчки и латински. Првосвештениците пак јудејски му рекоа на Пилата, не пишувај цар јудејски, но дека он сам рече цар јудејски сум. Пилат одговори, што напишав. А војниците, кога го распна Исуса, ги зедоа лиштата негови и ги разделија на 4 дела. По еден дел на секого и хитонот. Хитонот пак не беше шиен, туку исткаен од озгора па додоле. Тогаш си рекоа, да не го расипуваме, но да фрлиме за него ждреб, чиј ќе биде. За да се збидна кажаното во писмото, ги разделија лиштата мои меѓу себе си и за облеката моја фрлија ждреб. Така направија војниците. При крстот Исусов стоја мајка му негова и сестрата на мајка му Марија Клеопова и Марија Магдалена. А Исус, штом ја виде мајка си и ученикот кога го љубеше како стои и рече на мајка си, жено, ете ти син. Потоа му рече на ученикот, ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. По ова, знаејќи Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото, рече, жеден сум. Таму стоеше сад полн со оцет. Тие наквасија сунѓер во оцетот, го закачија на трска и му принесоа до устата негови. А кога вкуси Исус оцет, рече, се сврши. И кога ја наведна главата, го предаде духот. Го слушнавме отец текстот. Многу долг текст, многу податоци. Да. Но пред да завлеземе во суштината, во духовната порака и значење на овој текст, сакам малку некои, ако можам така да ги кажам, технички аспекти да те прашам. Да. Текстот почнува со тоа што Исус е пред Пилат и Пилат му го поставува прашањето, ти ли си царот јудејски? Кое е значењето на овој назив цар јудејски? Затоа што по пророштвата, значи уште од времето на
патриархот Јаков, тој дава благослов дека ќе дојде помирителот и уште од него и останатите пророци, евреите, значи старозаветниот народ Божи, стекнува слика за Месијата, Мишија, како нов крал нивен, цар. Точно е крал, затоа што немале царство, цар е император, значи крал, како Давид. И они очекуваат крал во мојта на Давид. Значи, сега нивниот крал, кога треба да се појави како што тие, особено во тој период, се развива таа месијанска идеја кај евреите, дополнителна, значи, освен пророштвата, особено тие зилотски движења, кои се бореле против римјаните, тие го очекувале Месијата како цар, односно како крал, односно како политички и духовен лидер. Значи, политички и духовен лидер, лидер кој ќе ги обедини евреите, значи, ќе ја покаже таа своја моќ и една од манифестациите на таа моќ на Месијата, како што тие што си го замислувале и очекувале, ќе се состои во тоа што Месијата ќе го ослободи еврејскиот народ од Римската империја, односно од римското владење. И ќе направи големо кралство. Тие се зависи кои школи и така натаму, и ден денеска сега, ако говориш со некои од... Се зависи од кој правец на евреите. Имаме месијански евреи кои го признаваат Јешуа за Месија, но имаме ден денеска еден добар процент од представниците на старозаветниот народ Божи, еврејскиот народ, кои го очекуваат Месијата онака како што тогаш си имале таа представа како политички духовен лидер. И затоа Понти Пилат го прашува дали си ти цар јудејски. И не случајно и он напишал на таблата и Рекс Јудеум, значи на латински, на грчки, на еврејски, дека тој е кралот јудејски, при што и реагираат тогашните духовни лидери на еврејскиот народ, дека да ја трне таблата, но тој вели што напишав. Да, но Христос, тука има диалог краток и Христос одма му вели: моето царство не е од овој свет. Ако беше царството мое од овој свет, тогаш моите слуги би ме бранеле. За да не им бидам предаден на јудејците. Но царството мое сега не е овде. Значи, ако го следиме ние целиот процес на објавување на Месијата, на Христос, тој вели, кога започнува својата месијанска служба, покајте се затоа што се приближи Царството Божјо, Царството Небесно. Значи, тој не повикува, односно ги повикува луѓето во тоа време и луѓето од сите времиња до неговото второ доаѓање, ги повикува и ги отрезнува за една вистина, дека ова царство, односно овој свет, односно оваа состојба на постоење во која сме ние денес, не била Божјата замисла, не била Божјата промисла, не бил Божји благослов. Значи, на оваа состојба во која ние се наоѓаме денеска, провејуваше тоа низ скоро сите минати емисии од Евангелска вистина, дека ова е отпаднат свет, отпаднат систем, отпаднато царство, значи отпаднато, значи не е онакво како што Бог го промислил системот на постоење. Значи ние сме отпаднале од тој систем, во тој систем навлегува вирусот наречен зло, деструкција, и на самиот почеток на емисијата говоревме за сите тие прояви на злото кои тотално го трујат во длабочината и на духот, и на душата, и на телото, и на сето постоење, до атомот и генот, што се вика, сето постоење во овој свет. И затоа ние овој свет и нашето постоење во овој свет го доживува како отпаднато, значи отргнато од Бога, значи надвор сме од неговото царство, од неговиот систем, од неговиот благослов за постоење, од неговата промисла, што тој промислил со нас. Значи ние сме отпаднале од него. Затоа Христос доаѓа во овој отпаднат свет, во овој отпаднат, огревовен, озлобен, осмртен систем, за да повторно не приведе во онаа благословена состојба
односно во оној систем на постоење, во оние вредности и вистини на постоење, во Царството Божие. Затоа Христос вика, моето царство не е од овој свет. Не е ваков. Јас морам да нема да одам поред и морам да рипнам во главната суштина и ќе те прашам, да, нели Царството Христово не е од овој свет. Мислам, Христос е Бог кој дојде, кој толку го возлюби светот што се даде себе си за светот. Но која е логиката, дали може да се сведе таа Божја логика на човечка логика и да се објасни зошто мораше Христос да пострада на ваков бизарен, да речам, начин? Да дојде да ги спаси оние кои ги, мислам, ќе се изразам најотворено, оние кои ги создал и мислам, тој што ги создал доаѓа да ги спаси тие што ги создал, затоа што тие отпаднале од него и тој се сошалил и тие го одбиваат и на не знам како да го наречам, на бизарен, на вистина бизарен начин, тие се одрекуваат од него, го мачат и го убиваат. Значи, пака се, околу тоа тие што биле тие во она време, се тие и во нашето време, и во времето пред нас и така натаму. Значи, овој систем, отпаднат систем на постоење, формира ментален склоп, начин на размислување. Значи, ние се раѓаме во овој ваков свет со овој ваков систем на поставеност на нештата, каде што злото е темел на се, за жал, во сите пори, и кај што злото се манифестира, така како што се манифестира во сите пори на живењето, кај што лагата е многу помојтна од вистината. И сега, тој ментален склоп или таа успиеност, духовна замаменост, хипнотизираност, може колку сакаш зборови да употребуваме, не овозможува луѓето да се соочат и да ја видат вистината. Дури напротив, тие го мразат тоа што е вистинско, што е нормално, што е здраво и во себе и надвор од себе. Значи, ние гледаме како било тогаш, но ако направиме анализа на тоа што се случувало со христијанството во првиот, во вториот век, трети, четврти, пети до денески и така натаму, ние ќе видиме дека цело време христијанството, односно Христос, е напаѓан од овој свет, од овој систем. Преку оние кои несвесно му служат на паднатиот систем, на злото, или оние кои свесно му служат. И оние кои свесно му служат. Така да, заред не е тоа очигледно и во времето во кое денес ние живееме. Па јас отворено може да кажам дека Бог, вистината, вредностите или нормалноста и така натаму, со галопирачка брзина се истиснуваат во сите пори од општеството. Ние гледаме тој ментален склоп, оболен, огреовен, како еволуира, како заболува уште повеќе, каква манифестација има, каква лудост гледаме ние околу нас и така натаму. Така да, тие во она време, исто така се и тие и во нашето време и така натаму, и додека човек не доживее сериозно покаяние, сериозно покаяние, не некакво кајање за својот ваков онако живот, него сериозно покаяние, што ние сме сведоци, јас сум сведок како духовен раководител, и ти си сведок, брат Ведран, луѓе кои се покајале само, кои сватиле, например, не им оди нешто во животот и сака нешто да променат, ама без сериозно покаяние, само со кајање, но без сериозно покаяние, без сериозно менување на умот, метаноја, без сериозно промена на тој ментален склоп болен и така натаму, со сите негови лудости и така, тој човек не може да ја разбере вистината. Значи, тој останува повторно, може да се декларира како христијанин, не знам тамо било што, тој повторно ќе биде од тие што ќе биде против истината и ќе се бори против истината. Не ја сакат. Да, сакам уште една, мислам, ова е мала дигресија, иако немаме многу време за дигресии во оваа емисија, сакам за злото да те прашам нешто. Кој е твоето доживување на злото? Мислам, дали го разбираш злото затоа што вообичаено е луѓето да го разбираат злото на еден, како да речем, митологизиран начин, каде што злото е отелотворено во некаква страшна проекција
ѓавол со рогови или не знам, или чудовишта под креветот или било што, ама некако злото е многу, барем јас како го разбирам, е многу суптилен концепт. Злото е многу малку различно од доброто. Не малку различно, спротивно. Да, спротивно, ама многу суптилно спротивно. Но денеска злото до тој степен го мимикрира, го наликува, се маскира со доброто, што многумина што не доживеале директно посериозно духовно будење покаяние, не може да го разликуваат од доброто. И мисла дека злото е добро. Да. Но уште тој момент што викаш, често злото или сотоната вака или нака го цртаат луѓето. Јас направив еден експеримент пред некое време, на деца така од помала возраст, и говорев околу тој проблем добро зло, викам ај нацртате ми добро и нацртате ми зло. А злото беше хармонизирано. Добро, се извинувам. Доброто беше хармонизирано. Значи хармонија некоја. Значи цртажот тоа што беше нацртано беше некако има симетричност и така натаму. А злото е хаотично, значи хаотично, страшно и така натаму. И уште децата, значи како го доживуваат, затоа што злото во себе си нема логика. Доброто има логика, злото нема логика, нема никаква логика. Која е логиката на злото, освен најчесто тоа го говориме, деструкција, крајна деструкција, само уништување. Значи, оној кој е отпаднал од Бог и се свртел против Бог, тој не може да измисли нешто ново. Тој само доброто го ставил во негација. Не добро, односно зло. Злото е негација на доброто, односно агресија врз доброто. И агресијата врз доброто, не доброто, злото, единствена логика, ако тоа е логика, тогаш таа логика се пројавува преку уништување, преку деструкција во сите аспекти на живење. Во сите аспекти на живење, од личен живот, брачен живот, семеен живот, воспитување, образование, политика, економија и така натаму, геополитика, како сакаш, наука. Значи, таму кај што влегува злото, таму влегува лагата, влегува манипулација, влегува пропаганда, влегува бизнис, влегува интерес, патолошки и така натаму. Да, ти зборуваш во општествен контекст. Јас сакам конкретно да те прашам за овој случај со распнувањето Христово. Нели, кога го предаваат малку порано во истава глава, во 18-та глава, го предаваат Исус кај Ана, тоа е таткото на првосвештеникот. И тоа е оно што рекол, подобро еден човек да умре, отколку ни сите ние. Да, за да се смири народот. И на некој начин може да се толкува ова распнување Христово како чекај се, овој најде да прави бунт, револуција духовна, дај да го скротиме него за да не крене народот, да не се крене народот против нас и да имаме проблеми со римјаните. И сега ова може да се сведе као да, он добро мислел со тоа. Значи, дали е така, дали Христос го бунтуваше народот? Особено против римјаните. Христос дури не го бунтуваше народот ни против фарисеите и книжниците, ниту против првосвештениците. Значи, Христос со неговата месијанска власт, авторитет, иако надвор од секој систем, тој не беше во некаква институција таму и така натаму, но со силата на својата месијанска власт, служба, тој опоменуваше, насочуваше, прекоруваше и се тоа во духот на Тора, на законот. Но никаде тој не повикуваше на бунт, не повикуваше. Тој ако од нешто се уплашија, значи лидерите, особено духовни тогашни еврејски, се уплашија од воскресението на Лазар. Значи тој воскресна човек кој е 4 дена мртов. Потоа неговото влегување во Ерусалим. Значи тоа месијанското влегување на Ерусалим, каде што луѓето тргнуваа по него, затоа што ги гледале и претходните негови чуда и чудото со воскресатиот Лазар и така натаму. И сето тоа обраќање, односно ние претходната емисија имавме против доброто на добриот, кога тој отворено им говори на тогашните духовни лидери на еврејскиот народ за сите нивни манипулации, извртување на Божјата вистина. И тие се плашат не од бунт ветрен, туку се плашат народот
да не го прифати него и на тој начин да не се ги изгубат своите места во општеството, својот статус да не го изгубат. Затоа што кога ќе се соочи човек со вистината, и особено ако е бил манипулант, ја манипулирал вистината и така натаму, тогаш тој знае дека ќе биде ишутиран надвор од вистината. И тоа е тоа, и затоа они се уплашиле, и затоа рекле, подобро него отколку ние. И повторно е демонот во позадината. И повторно е демонот, треба да се вратиме на она многу битна слика, конкретно настанот со искушувањето на сатаната на Христос во пустината и го остави за некое време. Тоа некое време е ова. Тоа доаѓа на крај или вистината, или лагат, или доброто, или злото, или животот, или смртот. Значи, директен судир, директно под поттикнување на луѓето кои имаат огревовен ментален склоп, кои размислуваат по логиката на овој свет, кои не размислуваат дека злото се победува само со жртва. Затоа, кога Христос, се сеќаваш кога говоривме за преображението, кога апостол Петар му говори, кај ќе одиш ти да страдаш, вама да вика, бегај од мене, Сотонот, бегај од мене, ти што си противаш, ти не разбираш ништо. Значи, Бог, после падот, го востановил тој систем на жртва. Значи, најдоброто да го принесеш, да го излечеш од својот секојдневен живот, да го принесеш и тоа да изгори, односно да стане духовна сила. И тоа е жртвата. Сиот принцип на жртвопринесување во Стариот Завет се поврзуваат со жртвата на Месијата. Сите добиваат своја смисла и исполнување со жртвата на Месијата. И затоа после Христовата откупителна жртва на крстот нема крвни жртви. Сега имаш духовно принесување свое, директно, немаш крвна жртва, затоа што крвната жртва, најдоброто од човештвото, синот човечки, најдоброто, најчистото, најсветото, се принел себе си, говориме за Јешуа сега како човек. Тој е Богот човек, но говориме како човек. Најдоброто, најчистото, безгрешното се принесува себе си како јагне. Се принесува и со тој принос, всушност, се разобличува, се руши целиот систем на лагата и на себичноста. Пошто луѓето кои се себични, тие не разбираат што е жртва. И луѓето кои се егоцентрични, себични, тие принципот на жртва, принципот на љубов, принципот на колективитет, заедништво, заеднички вредности, заедничка одговорност, не ја разбираат. Еве ние гледаме денес во нашето време, се повеќе индивидуализмот станува примарен, и луѓето се повеќе се затворени во себе си и тонат само во своите интереси, патологии и разни други перверзни фантазии и така натаму. И се повеќе се отуѓуваат од оно што е вредно, оно што е заедничко, тоа што е одговорно. Секој си гледа само својот интерес. Под негов интерес се подразбира мене да ми е угодно, односно комфорот. Види се ѓаволот како ги сплеткале работите. Така и тие духовни лидери во тоа време се уплашиле да не го изгубат својот комфор. Распни го. Да, за да го поставам моето следно прашање, ќе се навратам малку, наназад во текстот, или напред, кај што застанавме преска, а тоа е Исус кога му одговара на Пилат зошто тој дошол. Кога Пилат го прашува, ти ли си, цар ли си, а Христос му одговара меѓу другото, дека дошол за да сведочи за вистината. Тоа прашање познато на Пилат, што е вистина? Да. Отите на прашањето ми беше како после неговото сведоштво на вистината гледаме всушност во потоа што се случува, како тој ги прашува првосвештениците дали да им го даде, да им го ослободи Варава, а тие одбиваат и викаат распни го. И Пилат прво наредува да го тепаат Христос. И тука започнува веќе оваа тензија што ја имаат првосвештениците пред да го фатат, откако го фаќаат изслушувањето, и овде веќе злото добива материјална
форма, да, и се манифестира прво со мачењето, со тепањето, а потоа и со распнувањето. И сега всушност за оваа кулминација пошто злото е деструктивно, тоа е насилно. Тоа предизвикува болка. Да, ова е веќе моментот каде што пука балонот на битката, како да кажам, фронтовите, едната и другата линија на фронтот стануваат поблиски. Да на крстот. Дека претходно и нема да ги конкретизирам првосвештениците дека се тие што го направиле, затоа што ова е нели една манифестација на колективно ниво, зашто не се само лидерите, туку и народот. И они прво се како рационални дискутираат со Исус, го испитуваат, го искушуваат и во овој момент тука баш како е опишано во текстот, распни го со извичници, распни го, не да го ослободи, не да го тепа, да го распне. И одалеку тоа да биде елиминиран. Значи проблемот да се отргне од дневната листа. Се да се вратиме на она Христос вели јас дојдов да ја сведочам вистината, а Пилат го прашува што е вистина. Отците на црквата можеби најонака пластично тоа го има од целото тоа предание на црквата, многу добро го има дефинирано епископот Николај Велимирович, кога вели дека Пилат на Исуса му поставува погрешно прашање, затоа и молчи. Значи Исус цело време му сведочи за вистината и со својата личност, и со својата моќ, и со своето овластување, и со своето присуство, и со сето тоа што зрачело од него и така натаму, и Пилат го прашува што е тоа вистина. А вистината била пред него. Значи, која е вистина? Значи, во јудео-христијански контекст, ние не размислуваме како елините или останатите народи, што е вистина како систем, туку која е вистина? За нас, изворот на постоењето е вистина. Бог, тој што е, вечниот е вистина. Тој што е вечниот, тој го испраќа својот единороден син, својото слово, својот збор, кој станува човек, да ја сведочи вистината таква како што таа е. Тој е вистина. Односно, ако Пилат го прашал Исуса кој е вистина, тој сигурно ќе му кажал јас. И он и пред тоа му говори, зашто јас сум вистината. Но види, тоа е многу сериозен момент. Многу е полесно да говориме за вистината како систем, сега ќе правиме филозофски систем овона. Многу е потешко да се говори за вистината како личност. Особено кога се соочи со вистината како личност, одговорноста е многу посериозна. Вака систем, тоа е абстракција, а вака е нешто конкретно. После овој настан каде што го бијат Христос, има уште една изјава што е добра да продискутираме од Пилат, а тоа е кога тој вели земете го вие и распнете го, ти јас не наоѓам вина во него. Значи, тој според римското право, тој не наоѓал никаква вина во Јешуа како поданик на римската империја. Значи, и многу често тоа се гледа во разни документарци, филмови, дека во најголем процент римјаните не ни обрнувале многу внимание на еврејското верување, затоа што многу често него ни разбирале ова добро. И Пилат, тој судир помеѓу Јешуа и тогашните еврејски духовни лидери го гледал како судир внатре во рамките на еврејската вера. И се он, што му значило тоа него, значи тој не ја разбирал целата работа и он како гувернер, како представник на римската империја тамо, во тој човек не наоѓал никаква вина. Нема ништо што би го обвинил. Зошто би го обвинил? Напротив, а сигурно се распрашал, плюс неговата жена му го опоменува за Исуса и така натаму. Сигурно Понти Пилат имал некаква представа за Јешуа и тој вика што да правам со овој човек, ја не наоѓам никаква вина, еве вие па судете го по вашиот закон. И сакал да го отпушти, нели, тој момент пошто на Пасех, на еврејскиот празник, имало пракса да се пушта еден од
луѓето кои биле во затвор тамо. Да, евреите Да го избираат Варава. амнестираат, да. Евреите, особено еврејските духовни лидери го избираат Бараба, така натаму, и оттамо Барабо една. Да, тоа, значи тоа Бараба, разбойник, да видиш, да. Тоа е. А народот најчесто си ги избира барабите и после тоа се чуди што му не му е добро во живот. Па сега кога ќе избереш Бараба, тоа ти е. Дури од како Пилат ќе ги праша законниците и фарисеите и свештениците, тие дури манипулираат и со него и му велат овој се прогласи за цар, а ние го признаваме само Цезарот за цар, иако Па, се прогласи за цар затоа што тие го доживувале веќе тој месијански аспект кој веќе се манифестирал од личноста на Јешуа и сите тие чудеса и они ги поврзувале нештата со пророците, само што они сакале Месија што триумфира, а не Месија кој страда. Затоа што пророштвата говорат, особено кај Исаја, кај пророкот Давид, 21 псалм конкретно, тука се случуваат за време на Исусовото раснување, пророштво од 21 псалм на кралот Давид. Тоа Елои, Елои, лама савахтани, Боже мој, зошто ме остави? Така почнува 21 псалм, каде што буквално се говори за тоа како Христос ќе биде распнат, како ќе фрлаат коцка за неговиот хитон и така натаму, како ќе се однесуваат околу него. Сето тоа што кралот и пророк Давид го напишал во тој псалм, 1000 години пред раснувањето, се исполнува. Сето тоа што го има напишано пророкот Исаја, се исполнува. Сето тоа што го има пророкот Даниил напишано, се исполнува. Само што целата приказка е што еве тоа е денеска така, знаеш, еве кога разговараме во христијанските кругови, читаме Свето писмо. Најчесто гледаме дека луѓето не им е битен текстот на Светото писмо, сведоштвото Божјо такво како што е, туку како нив им одговара. Значи, тој ментален склоп, непокајан, себичен, егоцентричен, знаеш, цело време ги усмукува нештата и ги преобликува во духот на злото и лагата, значи како што на човек му одговара. Така и тие тоа го направиле тоаш. И затоа не го препознале Месијата. И се уплашиле од него, од вистинскиот Месија се уплашиле. Да, сега ќе отидам на крајот на текстот и ќе те прашам која е смислата на овие битни зборови, тоест откако ќе се случи тоа со фрлањето ждрепка за облеката и кога ќе се Христос е распнат, виси на крстот. Так. Да. Одам намерно на крајот, ќе се вратиме. Исус кажува, половазнаејќи Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото рече, жеден сум. И тука се случува уште едно пророштво, кога му даваат оцет да се напие, и откако го вкуси оцетот рече, се сврши. И кога ја наведна главата, го предаде духот. Што значат овие зборови се сврши и што се сврши всушност на крстот? Значи, во овие зборови е кулминацијата на месијанското служење на Јешуа во овој свет. Значи, до неговото воскресение, значи, и неговото раѓање, и неговиот живот од 33-та година, и неговото 3,5 годишно месијанско служење, така натаму, кое триумфира со раснувањето на крстот, значи со таа битка меѓу апсолутното добро и апсолутното зло и така натаму. Значи, на крстот, кажавме и на почетокот, на крстот, додека Христос бил во таа агонија, страдање, односно, кога себе, таа агонија, тоа страдање што го гледаме и на слика, и на икона, што го читаме и така натаму, тоа е надворешната манифестација на неискажливата Божја љубов, жртвена, кон секое создание, кон секој човек, кон секоја човечка личност, кон сиот овој свет. Значи, тој се принесува себе си како она што е најдоброто од човештвото, како жртва за целото човештво. Значи, за да на тој начин го овозможи
она што ние го живееме денеска, да учествуваме во неговата победа, односно во победата на откупувањето. Значи, на крстот, додека останатите гледале таа агонија, на крстот се случувала таа неискажлива, невидлива битка, духовна битка помеѓу апсолутното добро и злото. И злото е разобличено. Злото е разобличено затоа што злото во себе си нема живот, не носи живот, затоа што злото е небитие. Злото е само деструкција и уништување. Затоа што кај злото нема жртва, нема љубов, нема предавање, посветување. Злото е само одземање. Нема добро, нема градивност во злото. Тотална деструкција. И се имаш една апсолутна градивност, нешто што гради, што одржува, и деструкција. И таа деструкција тотално ја губи својата битка, како да кажам, својата логика на постоење, затоа што секој разумен човек, потенцирам разумен човек, кој има покаяние, има ослободен ум Христов, што би рекол апостол Павле, тој веднаш разбира што е градивно, што е добро, што е вистина и така натаму. За таа градивност, за тоа добро, за таа вистина, за таа живот, Христос се принесе себе си. И тоа принесување, таа жртва, љубовно, неискажлива, го разобличи. Да разобличиш нешто, тоа значи да ја трнеш маската на нешто, значи он го разобличи злото и во контекстот на сите негови манифестации до суштината на неговиот извор, до сатаната. Значи го победува сатаната и како победник над изворот на злото, тој вели, ми се даде секаква власт на небото и на земјата, пред да се вознесе, тој им вели на апостолите, ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Значи Бог преку Месијата, во силата на Светиот Дух, повторно го воспоставува своето царство во овој свет, но не во полнота, туку во присуство. Во присуство, со испраќањето на Светиот Дух. Или да бидам по-метафорично вака да се изразам, значи Христос влегува во затворот, овој свет да го разбереме како затвор, го победува оној управникот на затворот, му ги заврзува рацете и нозете, таа е една метафорична слика, дали имаме во Откровението, дека на сатаната му се врзани рацете и нозете и ќе биде пуштен во последното време и така натаму. Сите келии се отворени, прангите паѓаат, вратата на затворот се отвора и се треба луѓето што да ја прифаќаат слободата. Но не иде тоа така лесно. Но слободата ни е дадена. Христос вика кој ќе влезе и ќе излезе. Значи, ние имаме решение. Значи, Христос го дава решението. Ниеден представник на родот човечки, од сите народи, филозофски, религиозни, идеолошки, смерници и така натаму, никој не го разреши проблемот на сатаната, односно на изворот на злото, на гревот, на духовната успиеност и на смртта. Никој не можел тој проблем да го реши. Христос ги решава овие суштински прашања со кои се соочувало и се соочува човештвото на крстот. Тој го разобличува злото, го победува злото и ни покажува дека злото, односно таа падната состојба, таа деструктивна состојба може да се надвладее само со жртва, односно само со љубов која се жртвува, со активност на животот да го пополни оно што недостасува како живот кај оној другиот и така натаму. И така ние сите тежнееме сега кон вистински живот и не само кон вистински живот, туку и кон вечен живот. И тоа е таа даденост на откупеност, некој да те откупи. Не случајно се користи тој термин откупи, како некој, например, имаме робови на пазар, значи и некој ги откупува, некој друг плаќа за тие робови и им вели сега сте слободни. Јас платив за вас, сега сте слободни. Христос со својата себе предаденост, себе жртвување на крстот, се даде за живот на светот. Тој не откупи. И затоа што има власт и на овој свет, секој што ќе реши сериозно, значи, ово го говорам, сериозно,
секој што ќе реши сериозно да се отклони од злото, да се отклони од гревот, да се отклони од оној систем на отпаднатост и да го прифати системот или вредностите на Царството Божие, тоа му е возможено преку Христос, преку црквата, во силата на Светиот Дух. Порано луѓето немале решение. Токму тоа сакав да те прашам, затоа што мене се уште ми е таа тајна на откупот нејасна, но сакав баш да те поттикнам да го објасниш тоа поподробно, затоа што откупувањето се објаснува рационално, ама и мистично во исто време и е тајна. Ова е рационално секако. Да, кажи ми, како човек откупот го искусува? Тоест христијанинот како го искусува откупот? Значи, јас можам да говорам во свое име и во име на многу други за кои сум се осведочил дека тоа го доживеале. Пример, живеале во состојба на духовна успиеност, на духовна смрт, кога злото владеело со мене, со нив и така натаму, во еден момент доживуваат покаяние, значи доживуваат внатрешен духовен, ментален земјотрес, стануваат свесни за вистината, за Христос стануваат свесни, но тој процес не иде така лесно, иако мора да признам дека се е тоа на личносен план. Некаде е побавно, некаде е побрзо, но тоа е тој модел, да. И сега кога ти ќе му се предадеш на Христос, преку покаяние, преку прифаќање на тоа дека тој што е спасител, изглед за тебе, во силата на Светиот Дух, тогаш добиваш и оправдување, односно добиваш тотално олеснување како некаква тежина некој да тргнал од тебе, добиваш свежина, ако можам така да се изразам, во умот, односно еден нов здрав начин на мислење што ти доаѓа како дар. Значи, стануваш разумен. Значи, имаш веќе можност за ум Христов, значи да ги доживуваш и осознаваш работите на вистински начин. И што е најинтересно, Христовите ученици ја добиваат силата на Светиот Дух и вистината на Христовото Евангелие да се борат против злото. Значи, ако пред тоа биле подробство на злото, сега се борат против злото. И во однос на манифестациите на злото и директно против сотоната, односно против нечистите демонски сили. Ние гледаме како апостолите, како Христовите ученици низ историјата на целото човештво, кои се навистина Христови ученици, во силата на Светиот Дух, некои глумат и кои се умислуваат и така натаму, вистинските Христови ученици, вистинските слуги, посветените слуги на црквата, посветените епископи, презвитери, ѓакони и така натаму, во силата на Светиот Дух и верници, да не ги исклучуваме, сите членови на црквата, ја имаат таа сила сега да се спротивставуваат на манифестациите на злото и на идеолошко, филозофски, религиозен план и директно да можеш да се спротивставаш, да немаш страф од злото, да немаш страф од присуството на оној нечистиот. Да, и за крај би сакал да те прашам, ова е лично прашање. Ова е прашање и мене што ме засега, затоа што се соочувам со некои проблеми и сакав да те прашам, овој принцип, тоест овој принцип на доброто за да се спроведе во светот, фактот, мислам, секој човек го искусил тоа дека кога некој сака да го спроведе овој принцип активно, обично се соочува со многу голем отпор. И тоа не со пасивен отпор, со активен отпор. Ни кажа, мене ме гоне и вас ќе ве гонат. Да, и самата кулминација на Светото Писмо, тоест кулминацијата на месијанската служба на Христос, да, завршува со воскресение и со светла надеж, ама пред тоа воскресение има страдање и смрт и огромни искушенија. И кај секој христијанин на личен план се случува тоа, затоа што колку повеќе се труди човек да го спроведе принципот на доброто, толку поинтензивно се соочува со злото. И ние како христијани не сме исклучени од сознанието дека да, како што рече сега, вас ќе ве гонат. Ама која е таа парадоксална сила што го оддржува христијанинот и
покрај искушенијата, затоа што некогаш искушенијата стварно знаат да искушаат, стварно знаат да го фрлат човек во очање. Што е тоа што не? Јас не можам да кажам ништо поумно и подобро од тоа што кажал апостол Павле, бидејќи словото за крстот е безумство за оние што гинат, а за нас кои се спасуваме сила Божја. Сега кога говори апостол Павле тука за сила Божја, значи под силата Божја, под силата на Светиот Дух, ја подразбираме благодата на Светиот Дух. Значи секој кој барем малку ја почувствува благодата на Светиот Дух, тој во себе си ја разбира радоста на животот и радоста на постоењето. Убавината, длабочината на тоа љубовно творечко постоење за кое Бог не повикува во вечност. Значи тоа е една нова димензија, нов хоризонт се отвара и така натаму. И сега и апостолите во своите посланија говорат, конкретно и апостол Петар говори дека треба да се претрпи во овој свет и така натаму. Но ние живееме со надеж. Значи вера, надеж и љубов. Значи ние се веруваме, се надеваме и знаеме дека не говорам ова за некоја сентиментална љубов, трала, туку за она жртвена, вистинска, длабока, духовна, радосна љубов, кога човек барем малку ќе го почувствува тоа, тогаш тој го разбира квасот на Царството Божјо, на вистинскиот живот. И тоа е тоа што на вистинските христијани им дава сила даистрпат. А на некој им дава сила дури до мъчеништво, мартирос, да посведочат за оваа вистина. Ние гледаме уште од првомаченикот Стефан, Свети Игнатиј Антиохиски, Поликар Смирски, ранохристијанските маченици, сите до смрт, значи, или апостол Петар и Павле во Рим, само и апостолот Јован умира со природна смрт. Значи тоа е и тоа е многу битно да го разберат оние кои на вистински начин сакаат да го разберат христијанството. Христијанството не е розова приказка. Христијанството е вистинско сведоштво на вистината. И тука нештата се реални, крајно. Значи, ако сакаш да ја победиш болеста, треба многу сериозно да се посветиш на здравоста. Ако сакаш да го победиш злото, треба да се посветиш на доброто. Ако сакаш да ја победиш лагата, треба да се посветиш на вистината. Ако сакаш живот, тогаш треба да се посветиш на животот и да стекнеш сила против смртта. Отец Ивица, ти благодарам за ова објаснување. Мислам дека им благодариме на овие автори што се тука, да. Значи кои ни помогна сето ова да го оформиме, значи да го подготвиме за нашите гледачи да им помогнеме и да ги поттикнеме за подлабоко истражување. Ти благодарам, отец Ивица. Почитувани гледачи, ова беше крајот на 11-тата емисија. Гледајте ни во наредната последна 12-та емисија под наслов Победа над исчезнувањето.